првично го практицираме на тренажниот мотор, откако тоа ќе го совладаме, одиме на вежбање со сопствен мотор, меѓутоа верувајте дека безбедно е, значи се увежбува и откако ќе совладате техниката, после тоа го вежбате на својот мотор и се полесно и полесно го правиме. Почнуваме уште една епизода на Мотори Баскет Пиво, односно епизода во која што нема возење, не зборуваме за возење, ама ќе зборуваме нормално за мотори. Имаме гостин е Игор од мотоклубот Безбедност и нормално ќе зборуваме за безбедно возење. Зашто би можеле друго да зборуваме со Игор ако не за безбедно возење? Игор, добре дојде на нашиот YouTube канал. Добро ве најдов. И нормално после тоа секако и на Мотори.com како верен партнер и домаќин на сите овие содржини. Благодарам многу. Има една конкретна причина зошто денеска го правиме овој муавет. Меѓутоа пред да дојдеме до незе ќе те замолам да раскажеш малку повеќе за тебе, кој е што е Игор и како Игор влезе во приказката Мотоклуб Безбедност и што е Мотоклуб Безбедност, зошто постои, кои му се целите, што прави и така натаму. Мотоклуб Безбедност постои од 2017 година. Идејата за формирање на клубот е тоа што дружбата, значи возењето на мотори, желбата и покрај тоа промовирање на безбедно возење за сите учесници во сообраќајот. Значи во моментов сме 17 членови, од нив сите се љубители и ентузијасти на мотоциклизмот. Значи негуваме некој кодекс себе како што може да видите на носење, практикуваме да возиме безбедно со опрема, да бидеме препознатливи и едноставно во некоја перспектива да станеме бренд. Која е, да речеме, основната активност која што за сега на страна од тие тури, возење, дружење и слично, промовирање тие работи, ја како мотоклуб ја правите? Значи има еден конкретен настан за кој што сме тука. Така е, значи покрај оние редовни активности како и секој клуб во Македонија, ние промовираме тренинг за безбедно возење, кој оваа година ќе се одржи на 11 и 12 јуни во склоп на спортскиот центар Борис Трајковски, каде што на 11 јуни од 18 часот до 21 часот, негде 2,5 до 3 часа ќе имаме теоретски дел, а практичниот дел е наредниот ден, почнувајќи од 9 часот до завршување од прилика 17-18 часот, ќе имаме практичен дел, полигонски дел, каде што сите учесници ќе практикуваат техники на безбедно возење. Ке зборуваме малку повеќе за тренингот малку подоцна. Минатата недела имавме прилика да видиме и да учествуваме на петото издание на спората трка во организација на мотоклубот ВП. И таму се промовираше безбедност, се промовираше уживање во возењето. Кои се тие работи кои што да речеме може да лесно да се избегнуваат? Кои се основни пораки за безбедно возење, да кажеме на најгенерално ниво за сите можни возачи, учесници во сообраќај и нормално оние кои што возат надвор на тури, на отворен пат? Значи првично, што е поентава на тренингот за безбедно возење? Сите сме сведоци на тоа што се случува во сообраќајот. Реално, реалноста е таа на земји како Македонија и регионов, за разлика од некои поразвиени земји од Европската унија, кај нас се полага за возачки испит и потоа после тоа полагање сами го осознаваме моторциклот. Значи во однос на навиките учиме едни од други и така натаму, меѓутоа тоа не значи дека ние доволно го познаваме моторциклот. Значи зошто тренинг за безбедно возење? Затоа што преку него целта е да се запознае моторциклот, да ги совлазаме оние техники на возење што ќе ни помогнат во возење во редовен сообраќај со сите оние пречки и состојби и несреќи што се случуваат во сообраќајот секојдневно. Целта е да се избегнат тие несреќи нормално. Целта е да се поседува опрема како што треба, моторциклот да го владееме како што подобро, затоа што со оние основни познавања реално не го знаеме моторциклот. Добро, кај нас знаеме како изгледа процесот на полагање за возачка дозвола за мотор. Так. Ние во основа полагаме сообраќајни правила, не полагаме управување со мотор, не полагаме принцип, да. Техники на возење. Значи да, окей, знаеш да пуштиш кумпнук на време и тука завршува прилично се што учиш ти за возење принцип, на мотор.
Дали има разлика во други земји? Дали таму курсевите и начините на кои што се стекнуваш дозвола да управуваш со мотор се различни или и на другите пазари повторно возачите зависат од дополнителните курсеви и обуки кои што се нудат на другите пазари? Значи постои, не е со овој тренинг што ние го промовираме е во содейство со Мотоклуб Безбедност од Србија. Доаѓа лиценциран тренер, ќе го опфатиме тој дел подоцна и овој тренинг се одвива кај нас во Црна Гора, во Република Српска и во Србија и во Словенија. Значи во земјите од Европска унија практикуваат некои од нив, сега генерално не може да кажам за сите, да покрај полагањето за моторцикл и мопед, мора да во одреден временски период треба да посетат и тренинг за безбедно возење. Со тој тренинг, значи ја зголемуваат безбедноста и ги намалуваат онаа црна статистика што реално затоа што реално мотоциклистите се најранливата категорија во сообраќајот. Секоја наша незгода со моторцикл значи повреда по телото и не дај Боже, нели, со фатални последици. По јас колку што успевам да следам, јас сум релативно нов во цела оваа приказка. Меѓутоа сваѓам дека голем број на возачи редовно одат на различни тренинзи поврзани со нивните, речеме, вештини на возење мотор. Без разлика дали еднаш си поминал тренинг, повторно одиш на друг, на различен, го повторуваш после некоја година истиот, можеби одиш на основно па потоа на некое напредно ниво. Во основа тие тренинзи како пракса се барем од она што јас успевам да видам редовно нешто што го прават најголем дел од возачите на мотор, затоа што ги одржуваат во, да речеме, кондиција, нивните вештини, ги учат нешто ново, учат нешто повеќе за мотоциклот. Кај нас тоа се уште не е пракса, пошто немаме понуда. Како е твоето искуство, вашето искуство? Значи вака, реално немаме многу овакви работи како ние што го промовираме тренингот. Ние почнувајќи од почеток на сезона, па ни треба време да го привикнеме повторно моторциклот, немаме кондиција. Кондиција ни треба период за да ја стекнеме за повторно да возиме. Таа кондиција се стекнува со возење. Меѓутоа, ова што ние го промовираме е техника на возење, што би ни помогнала за да прво го осознаеме, како што кажав, моторциклот и подобро го владееме. Што значи тоа? Во дадена ситуација да изреагираме онака како што сме го вежбале, тоа за да избегнеме одредена состојба, па и несреќа, што би можело да се случи. На овие простори, овој тренинг што ние го промовираме е одлична работа, искрено. Значи, јас го поминав 2019, ние веќе имавме еден тренинг 2019, кој беше од промотивен карактер. Повикавме пријатели, членови на други клубови, луѓе што се занимаваат со продажба на мотоопрема и така натаму, за да дојдат и да ја расшириме приказка. Меѓутоа се случи што се случи со короната, стагниравме. И ова ни е, после короната, прв тренинг од комерцијален вид, каде што ќе може да се пријават секој што сака. Одредена бројка ни е лимитирана, да речам. Затоа ќе го правиме ова во континуитет, не е ова за еднаш и само еднаш, туку целта ни е да го промовираме тренингот како нешто. Може ли да се обидеме да дефинираме за кого е наменет овој тренинг? Значи да се обидеме да дефинираме, да речеме, за оваа целна група, таа целна група, онаа целна група. Значи вака, тренингот е наменет за сите што сакаат да ги подобрат своите возачки способности. Значи независно дали има година дена искуство на моторцикл или 30 години. Значи, јас возам долги години мотоцикл, видов работи што стварно не ги познав на тренингот. Значи, бев изненаден од тоа што значи брзина од 30, брзина од 50 км на час, што вака кога ќе разговараме можеби е смешно, меѓутоа на тренингот, пошто има една вежба кој ќе го разработиме тренингот, ќе ги објасниме работите. Значи, што значи 30, што значи 50 во однос на кочењето и сопирањето на моторциклот, нормално за да избегнеш нели во реална состојба одреден препрека. Дали има некаков тип на ограничување или посакувана целна публика во поглед тоа каков мотор возат, нели каде возат и така натаму? Не, значи можат да го посетат сите што сакаат да си ги унапредат вештините за управување на својот мотоцикл. Значи ги опфаќаме сите категории на мотоцикли од причини што сите учествуваат во сообраќај и целта е да се
да се подобри безбедноста во сообраќајот, а со тоа да се намали онаа црна статистика што е присутна во моментов. Ако некој рече добро, ама јас не возам толку низ град, јас возам на отворен пат и слично. Истата техника може и на отворено да се примени. Значи, на тренингот се промовира така наречено обратно возење, кое што може да се применува и на отворен пат без проблем, значи. И на автопат посебно акцентот се става на градското возење, затоа што за таа техника не е потребна голема брзина, туку напротив, баш со мала брзина може да ги изведеме. Сите ние се водачуваме кога ќе ги видиме полициските единици на не знам Јапонија или Холандија или некои други земји, како со тие огромни мотори вешто се справуваат. Претпоставувам дека тоа е тоа што го дискутираме, така? Па, у принцип е тоа, со тоа што тренингот, значи тоа е наменет тренинг, нели, за веќе полициски единици кои што веќе имаат километри, они возат поекстремно и така натаму и така натаму. Меѓутоа, овој тренинг е точно наменет за остатокот, за учесниците во сообраќајот кои што верувам дека тие што ќе го посетат ќе бидат презадоволни како што бев и јас и моите импресии. Од искуството што сум го имал јас разговарајќи со различни луѓе што возат мотор, кога ќе им спомнам тренинг или нешто слично, пошто имаме такви нели ендуро, офроуд, адвенчер, сега еве и нели за безбедно возење. Прво прашање е као стилу окей, на страна тоа колку чини, туку со чив мотор. Тренингот за безбедно возење се изведува со сопствен мотор. Значи, доаѓате со сопствен мотоцикл, со полна опрема, значи тренингот основен услов е да имате мотоцикл кој што е регистриран, положено за А категорија, целосна опрема, значи тоа не е основната работа. Значи како и во секојдневното учество во сообраќајот, опрема мора да носиме, значи. Со јакна, со кацига и така натаму. И кај овој тренинг, значи оние вежби почнуваме, значи од седење на моторот, па запознавање на моторот, да рамнотежа и така натаму, доаѓаме до момент кај што треба да го учиме онаа техника на обратно возење. Техниката на обратно возење првично се прави со тренажен мотор. Инструкториве што го одржуваат тренингот, со себе носат тренажен мотор кој што има рампи, така наречени рампи кои што ти со тркала ќе имаме на нашиот сајт, на нашиот сајт имаме и клипови од самиот тренинг. Сите што сакаат да го посетат сајтот, нашиот сајт е motoklub.mk. Значи таму може да се запознаат конкретно за каков мотоцикл се работи, вежбите, таа вежба за обратно возење ни послужува на тој тренажен мотор, служи за да се надмине страф на налегнување на моторот. Откако ќе го совладате тоа како учесник, потоа истото го правиме со својот сопствен мотор, затоа што ние во сообраќај учествуваме со нашиот мотор, не со тренажниот мотор. Првично го практицираме на тренажниот мотор, откако тоа ќе го совладаме, одиме на вежбање со сопствен мотор, меѓутоа верувајте дека безбедно, значи се увежбува и откако ќе совладате техниката, после тоа го вежбате на својот мотор и се полесно и полесно го правиме. Колкав е ризикот да се оштети својот мотор на овој тренинг? Искрено мал. Затоа што знам каде е болката. Болката кај учесниците, што ако го лизна моторот и така натаму. Болката ни е таму, да не си го штетиме моторот и во редовен сообраќај тоа ни се случува. Значи, мал е ризикот затоа што претходно инструкторите убаво ве запознаваат со самата техника и доволно време има, затоа сме лимитирани на мала бројка на учесници, да тоа се увежба. И потоа истото се практицира на самиот полигон со одредени препреки, вежбање на периферен вид, вежбање во круг, имаме во голем круг, во среден, во мал, за да подобро усовршиме техниката, за да имаме бенефит од самиот тренинг, утре на улица. Спомна неколку пати дека ограничен бројот на учесници во тренингот, на колку луѓе е ограничен? 12. На 12. И колку време трае тренингот, значи практичниот дел? Практичниот од саба или од 9, негде до 17, до 18, во зависност од тоа како оди совладувањето на техниките од страна на учесниците. Додека не ги поминат сите вежби, нема откажување. Спомна дека во 2019 го државте првиот промотивен тренинг. Так. Колку луѓе тогаш учествува и дали некој случајно не ја заврши обуката? Не успеа да ги стекне сите вештини? Ги стекна сите вештини, не се откажавме, траеше многу повеќе.
траеше, бевме и повеќе учесници, после промотивен тренинг беше 14 луѓе бевме, со тоа што не стемни, искрено не стемни и не осетивме цел ден, значи бевме на мотор, трае. Значи после тоа ќе бидете малку уморни дефинитивно. Цел ден сте на мотор, меѓутоа вреди. Верувајте дека вреди затоа што еве јас ќе зборувам лично за мене, стварно убаво искуство. Значи почнав да ги практикувам тие работи што ги научив на тренингот и не дека ние го правиме тренингот, значи преку нашиот клуб, не е тоа поентата е да стварно учесници во сообраќајот навистина го осетат тој бенефит во реална состојба, значи кога ќе го управуваат моторциклот и ќе ги избегнат оние секојдневни препреки кои знаете што се случува во сообраќајот. Зборуваме и знаеме дека во основа за да усовршиш нека техника треба вежбање и практикување на истата. Кога ќе го поминеш тренингот, колку тебе ти беше лесно или тешко во сообраќај да се присетуваш и да ги употребуваш работите или да, знам овде, ама ај не сеа, беше мало. Секогаш се надградуваш сам себе. И убаво е и тенденцијата на тренингот е тоа да се практикува. Уште од одењето на кај дома тренинг, да речем. Значи, практикувам доста од работите и стварно се корисни. Значи, дефинитивно корисен тренинг затоа што стварно помага во секојдневното практицирање на моторцикла во сообраќај. Може на брзина да ги поминеме вежбите, значи не мора сите една по една, туку да речеме во групи на вежби, ако можеш да кажеш каков се практичниот дел, теоретскиот дел. Практичниот дел. Значи од качување на мотор, седнување на мотор, како се седи положбата на нозете, на рацете и така натаму, туркање на мотор, што е многу интересно, ме беше многу интересно затоа што може да ни се случи да ни остане без гориво дефект, па треба до негде да го истуркаме, има техника на туркање што нема да ве умори толку како што и јас претходно пример туркав и колку 10 метри и тоа е нели да. Да, е така, добар дел од нас, да. Во некој период од животот и така, значи потоа имаме вртење на моторот во место на штендер. Што исто така мене лично не беше познато. Наоѓање точка на рамнотежа, значи да го одржуваш моторот во една рамнотежа, да го запознаеш мотоциклот дека он во одредена точка он добро стои, да речем, рамнотежата ако ја погодиш, така да можеш и да кружиш околу него, да го придржуваш, само он ќе стои, не е проблем. Потоа имаме тргни застани, основна вежба, тргни застани во пар, потоа имаме слалом првично слалом со нели само чуњевите, па потоа ти ставаат одредени шипки за да не поминеш над него, да го правиш пошироко кругот. Потоа имаме техника на кочење. Многу битна, многу добра работа. Сите ние кочиме, оној дел во однос на самата реакција на откако ќе ја видиме препреката во сообраќај, до тоа додека помине низ нас и да го рефлектираме преку кочница, тоа е секунда, две, меѓутоа таа секунда знае да спаси живот. Тој дел го учиме во теоретскиот дел, во практичниот дел се учи кочење со предна, кочење со задна, кочење со двете, на брзина од 30, на брзина од 50. Има радари кои што го мерат тоа. И гледаме уствари какава траекторија поминуваме од моментот на кочење и верувајте 50 е брзина. Така. Брзина, а ние имаме зона 30 град и 50 ни е максималната брзина. 50 е брзина. Значи, тие што ќе го посетат курсот, тренингот ќе го коментираме. Да, сите ние сватиме, вау, кога видовме што се случува на 50, а ние сите возиме 50, добар дел од учесниците над 50 во град, што е стварно сериозна брзина. Колку од учесниците на првиот тренинг осетија разлика врз основа на тоа каков тип на мотор има? Нели сега поновите мотори имаат поврзани кочници, ABS-и, не знам, traction control и така натаму. Дали разлика има? Има, дефинитивно има, значи ABS-от си го прави своето. Тука нема збор. Јас на мојот моторцикл имам комбинек брейкинг систем и предна и задна коча, се осеќа, меѓутоа сето тоа се долува на начин што добро им се презентира на учесниците за да точно знаат за што се работи. После кочењето имаме вежба на обратно возење со оној тренежен мотоцикл.
После тоа го практицираме со своите мотоцикли, како што кажаме, вежбање на периферен вид, возење во вака прво практицирање на вежбата во голем круг, среден круг, мал круг. Потоа имаме вежба на периферен вид, каде што возиме во два круга во спротивен правец и тренерот мора да го пратиш тренерот, значи цело време покрај овој што оди контра од тебе, треба да го гледаш и тренерот кој ќе ти даде знак, треба да му даеш и ти знак и така натаму. И за да на крај имаме вежба од 12 метри препрека, каде што треба да ја поминеш. Во еден момент се откачува преносот со клачилото, прво гаста, преносот и не треба да употребуваш кочница. И без тоа да употребиш техниката на обратно возење, верувате, не е лесно. Таа е последна вежба, се помачивме и успеавме и добро поминавме, искрено. И баш те тера да употребиш, без да употребиш таа техника на обратно возење, не можеш да го поминеш. Спомнам на неколку наврати, нели тренерите, луѓето што вршат обуката. Кои се тие луѓе и какво е нивното искуство? Вака, главен тренер и да речем практикантов на тренингов е господин Витомир Голушин. Тој е председател на мотоклуб Безбедност во Србија. Лиценциран инструктор е, авторизиран му е тренингот. Како што кажав, не се одржува само во Србија, кај нас во Црна Гора, во Република Српска и така натаму. Словенија е практициран истиот тренинг. Значи, човекот го работи ова, многу добро го работи ова. Топ тренингот му е смислен така да е составен од реални состојби што не очекуваат во секојдневното практицирање на мотоциколот во сообраќајот. И веројатно за крај, цена и техникали околу пријавување, каде тоа, како функционира? Вака, цена на тренингот, значи, реалната цена е повисока. Цената на тренингот према учесниците е 105 евра, а остатокот имаме пријатели кои ни помагаат, им благодарам многу. Да напоменам дека овој тренинг е поддржан и во соработка со РСБСП, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во соработка со Мотофедерација, наши пријатели што го помагаат тренингот, за да дојдеме до една сума што е приступачна за учесниците во сообраќајот, за да може да си го дозволат тренингот, а воедни да обучиме што повеќе луѓе, за сепак да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот. Пријавувањето оди пуштивме веќе на нашиот сајт и на Facebook и на веб страната. На Facebook не има Мотоклуб Безбедност Македонија. Линк во опис. Линк во опис. Значи, може да погледнат за што се работи, пријава имаме на вебсајтот или телефонски. Во оној флаер денови што ќе врти веќе пуштивме еден, имам уште еден го спремивме, видеоклип има за настанот. Ограничен ни е бројот на тренингот, меѓутоа ова планираме да стане традиција. Што значи тоа традиција? Ако го пропушти некој сега од XY причини, кога може да очекува следен? Како ви е барем во глава планот? Летниот период е малце тежок, одат луѓе по одмори, топло е и така натаму. Септември, октомври, да. Септември, октомври, да. Ни зависи се од колку е слободен и тренерот во Србија, Витомир. Значи, ќе одиме, значи ова планираме да оди долгорочно. Долгорочно, дефинитивно. Има ли во вашиот клуб некој амбиции, план да стане тренер? Вака, има и тоа го разговаравме за понатаму, треба да се договориме и со главниот тренер. Така да за понатаму, се ова е во иднина како би течел клубот, да, сакаме и мислам дека ќе го направиме тоа, меѓутоа се уште сме на почетокот и тоа не е веќе во понатамошните планови на клубот. Па ќе кажам, не препозна од Републички совет дека ова е тоа што треба за безбедност на мотоциклите во сообраќајот, не поддржа и во нивна соработка го правиме тренинг, што е многу голем плюс за нас, затоа што токму тука се среќаваме со на промовирање на безбедност на мотоциклите, на мотоциклистите во сообраќајот и мислам дека соработката ќе ни трае и исто така со Мотофедерација. Полигонот сега, како што кажав, е спортски центар Борис Трајковски, практичниот и теоретскиот дел. Да го напоменам, теоретскиот дел е запознавање. Значи, од тоа зошто е потребен тренингот, до опремата,
до што значат гумите, до ознаките на гумите, до тоа како се влегува во кривина, како се насочува погледот, нели, каде што гледаме таму и возиме и така натаму. Значи, презентација на она практикување на пијани очила, нели, како би изгледало тоа кога ние би управувале мотоцикл под алкохол и опојни други. Не дај Боже, да, далеко од тоа. Меѓутоа, презентираме на учесниците каква ни е перцепцијата на патот и останатите учесници во сообраќајот и во какво опасно се доведуваат тие што го практикуваат тоа. Така да, еден убав концепт, добар концепт, мислам дека ќе биде успешен. Ајде што днес на крај да ги повториме датумите и каде може може да се пријавите на деталите на линкот во опис. 11 и 12 јуни. Тоа се сабота и недела, претпоставувам. Сабота и недела, сабота е практичниот дел. Ќе има една група само од 12. Една група, да, кој сака да види за што се работи, од отворен тип е, слободно може да дојдат и да видат за што се работи. Исто така и за практичниот дел. Слободно посетители од страна нема проблем, ќе видат, ќе се запознаат и доколку сакаат, добре дојдени се на некој следен тренинг. Иго, се гледаме на полигон. Тоа дефинитивно. Јас веќе 2 години барам некоја ваква опција. Кога прв пат ја видов дека постоела во Македонија, одма почнав да барам кој организирал, што организирал, така и нели стапивме во контакт. И бев желен пред се за моите нели вештини да инвестирам малце повеќе, да научам, меѓутоа сум еден од оние поборници кои што сакаат да се развие тој дел од пазарот каде што ќе имаме повеќе опции да ги унапредуваме своите вештини и да ги практикуваме, затоа што друго е ти во ситуација, реална ситуација да ти не можеш да вежбаш, значи ти можеш само да изреагираш во дадена ситуација, меѓутоа за да изреагираш соодветно ти треба мускулна меморија, ти треба веќе рутина која ќе се извршува некаде на друго место. Така. А не можеш да вежбаш со реален сообраќај во реална ситуација. Јас доста често гледам некои видеа по YouTube со американци најчесто на отворени празни паркинзи кои што се местат своји чуњеви па покажуваат некакви вежби. Се обидов да размислам кај може да најдам празен паркинг кај нас таков голем и се уште не ми текнува. Си кажам ај ќе видам некаде и ќе го запамтам и ќе дојам ќе се вежбам. Се уште не се случило тоа до сега. Се надам дека откој ќе ги поминам овие вежби овде, ако уште имате места, ќе планирам да се пријавам. Има места. Дека ќе секако и добре дојдени сте и после тоа ќе разговараме за импресиите од тренинг. Ќе снимам таму секако. Обавезно. И ќе земам изјави од учесниците, па ќе видиме што ќе обавезно. Една од работите на крајот од тренингот значи ги кажуваат своите импресии, забелешки, пофалби и така натаму. Значи едно резиме, тоа се случува на крајот и заборавив да напоменам, за секој поминат тренинг за безбедно возење добиваат учесниците потврда од нашиот клуб дека го поминале тренингот за безбедно возење, со тоа што исто така сакам да напоменам дека ова сега што ќе го правиме е основниот тренинг. Имаме и напреден тренинг, кој што условот за напреден тренинг е да се помине основниот тренинг. Понатаму, кој ќе имаме доволен број на учесници кои го поминале основниот тренинг, ќе организираме и напреден тренинг. И во зависност од тоа колку учесници би ни се пријавиле, може да го направиме и тренингот во повеќе денови. Така. Супер. И нормално сега класичното студиско прашање. Дали има нешто што сакаш да кажеш, а не те прашат? Мислам дека го фативме се. Тука сме за да промовираме безбедност во сообраќајот, за помалце луѓево да ни се повредуваат, за мотоцикли зборувам, да ни се повредуваат и не дај Боже гинат, нели? Така да ја подобриме таа црна бројка и да бидеме задоволни од тоа што го правиме. Значи, нормално да го намалиме степенот на паника кај оние што не возат дека возење мотор е многу опасна работа. Да. Бројките кажуваат дека е опасна, меѓутоа тренингов е со цел да се намали таа бројка и да им доловиме на луѓето дека стварно е добра. Сите учиме, значи ја толку години сум на 2 тркала, еве и ти исто. Значи секогаш учиш нешто ново. Секогаш учиш дефинитивно нешто ново и добро да се помине тренинг за безбедно возење. Игор, ти благодарам на мојотот. Мене веќе ми онака као ептен, ајде, побрзо, нека дојде. Така, исто и ние сме во очекување. Малце така се возбудив кога видов дека ќе се договорите, дека ќе откажете, ама тоа е тоа. Ти благодарам уште еднаш, се гледаме на Полигон.